Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Локалните избори представуваат надпревар на идеи каде кандидатот за градоначалник со најдобри предлози за проекти победува и во следните 4 години заедно со неговиот тим на советници имаат можност да ги имплементираат предвидените проекти кои имаат за цел да ја унапредат општината и да го подобрат квалитетот на животот на граѓаните. Тоа што е особено важно е дека текот на изборниот процес мора да биде фер и демократски, без закани, притисоци, омаловажување. За жал, во Куманово оваа изборна кампања не беше во кругот на демократијата. Како граѓанска иницијатива за наше Куманово се соочивме со секаков тип на притисоци, закани по живот, обиди за изнудување на средства од кандидат за советник, лажни обвинувања, злоупотреби на државниот апарат. Сега во прилог можете да ги погледнете пораките со каква недолична комуникација се служи нашиот противник, односно младината на Социјалдемократскиот сојуз, предводена од нејзиниот председател Мартин Захариев и кандидат за советник во пресред на локалните избори во нивната група за комуникации на Вибер, која што се вика Победа 2021, а се однесува на нашите кандидати за советници и активисти. Оваа комуникација ни ја достави свиркач анонимно. Самиот Мартин Захариев на своите партиски другари им вели: и после недела ќе има шамари и клоци по плоштада. Мои блиски, 2-3 се наапани многу. По него Драгана Коцевска, која што беше 2020 година на парламентарните избори кандидат за пратеник од СДСМ Куманово, истакнува: и јас сакам с Николаја некој бокс. Но тоа не е се. Истиот Мартин Захариев, председател на СДММ Куманово и кандидат за советник, вели: мене маку новинара ли ќе ми го оставите? И ајде да се поделиме кој со кого. Извесен Томче вели: јас одам директива на Максо, а извесен Бојан вели: јас с Надицу. А повторно Мартин пишува: Надица не е на листа. Инаку, почитувани граѓани, Надица е сопругата на актуелниот градоначалник, но и кандидат за втор мандат Максим Димитриевски. Еве ја комуникацијата од нивната Вибер група. По известно време Мартин Захариев пишува: Испејко од сите ке го јаде, а исто така некој пишува и Николај исто така. И најубав за тепање е мако. Не плаќаш оштета, нема зуд заби. Тепај колку сакаш. Марио Тоневски, кој што исто така е кандидат за советник од СДСМ Куманово, вели: а Јана Крсту што ќе му направу, фамилија ќе му плаче. Во конверзацијата Милош Нинковиќ прашува: а со Ваце Павловски, на што извесен Томче вели: ти бе Мишо, а Мартин Захариев на тоа вели: за косу и за главу у зид ударање. Дали овие луѓе заслужуваат да се представници на нашата младина, на нашата иднина? Дали врз база на ова ги добиваат своите позиции и напредуваат? Оценете сами. Почитувани, насилството не е решение за вашиот изборен процес. Насилството не може никој пат да победи, посебно не во наше Куманово. Кумановци секогаш знаеле да ја одберат вистинската страна, кога насилствата биле главниот начин за дејствување и обид за освојување на нечија зацртана цел. Кај кумановци ова нема да помене. Во недела граѓаните ќе ги казнат ваквите погубни политики. Во недела на 31 октомври ќе победат граѓаните, затоа што сакаат Куманово да продолжи да се развива. Кумановци сакаат да имаат подобар живот. Кумановци сакаат да бидат слободни граѓани, каде секој граѓанин
ќе може слободно да го искаже својот став, без потоа да трпи страв поради одмазда и реваншизам. Затоа, во недела, нашиот концепт победува. Максим Димитриевски е најдоброто за Куманово, за наше Куманово.